За прв пат манифестацијата Глумците пеат почна да се прикажува во 1992 година, последните изданија беа во 2005. По долги години пауза, манифестацијата повторно се врати минатата година, се одржа на 20 април во Националната опера и балет. Организаторите ветија си го одржаа ветувањето, оваа манифестација ја имаме и годинава. А се надеваме и долги години понатак. Се враќаме во студиото и си ја поздравуваме нашата Маја Бабич. Добро утро. Добро утро. Добре дојдовте, Маја. Се сеќавам лани кога ни дојдовте овде исто во студиото 3 на МТВ и кога дискутиравме за Глумците пеат, кога седнавте во студиото рековте имам толку измешани емоции што треба да зборувам за тоа што го создаде татко ми. И се помине убаво и многу ми беше жал што кога зборувавме немаше ниту еден билет за Глумците пеат. Има ли во моментов? Нема. Се е продадено, готово? Не, има останато уште стотина билети за втората вечер. Заради тоа што е премала салата на Македонската опера и балет, моравме да отвориме и втора вечер, иако сакаме да биде тоа еднаш и ексклузивно, но за жал немаме сала доволна за да ги собере сите заинтересирани. 100 карти има уште за втората вечер за 30 март. Во МНТ, зошто не се одржува тоа? Секогаш сум сакал да го прашам, да знам како локација. Помала е салата во театар? Немам одговор во моментов да ви кажам. Може би е поголема сцената во опера и балет. Така. Но може би кога би била готово универзална, таму си се поврзува манифестацијата со таа сала, веќе ќе се врати на старите Дај Боже, дај Боже. Така. 17 години пауза, Маја. Сега баш проговоривме пред почетокот на разговорот, нема воопшто печаток дека толку години помина. Ние сме израснале со Глумците пеат и тоа е сериозен временски гап кој што не знам зошто не сум го почувствувала дека толку долго ја нема манифестацијата. Нешто кога е убаво и кога го сакате, едноставно, знаете како и со пријател. Нема да се видите долги години, но кога ќе се видите со вистински пријател, продолжувате таму каде што сте застанале. Очигледно е дека Глумците пеат биле пријател на овој народ и заради тоа така го чувствуваме. Голем беше гапот, голем беше размакот помеѓу последната и оваа што ја вративме. Татко ми додека беше жив, стално му велевме нема шанси да се врати. Он стално, ајде бе деца да направиме нешто. И ние викавме, нема шанси, толку години се поминати, многу е тешко нешто што е замрено да го вратиш и да го... Меѓутоа, еве, видовме дека далеку од тешко беше навистина лесно и големо задоволство. И не само за публиката, туку и за актерите, кои што некако со душа го чека. А сега плюс и нови генерации актери кои што верувам со уште поголем жар и ентузијазам влегуваат во целиот овој проект. Знаеш, Вана, интересно е што младите има неколку генерации на млади, да речеме. Едните велат јас бев дете кога беше Глумците пеат и заради глумците секогаш викав јас ќе пеам овде еден ден, ќе бидам глумица и ќе пеам овде. Има други кои што немаат врска што се случувало, никогаш не го гледале, толку се млади што никогаш не го гледале. Ама ја добиваат енергијата од повозрасните и така сега тоа е еден толку убав спој на различни генерации на глумци кои различно ја доживуваат целата приказна и е навистина задоволство да се работи. Од секогаш ми било интересен феноменот глумците, колку знаати да пеат. Кога Бог ќе даде талент на некого, даден е талентот и тоа е тоа. Секогаш сум се вчудено видувал. Глумец може да се снајде во улога на пејач, во улога на водител. Да, апсолутно. Ја заслужуваат манифестацијата. Апсолутно, ние имаме исклучително талентирани глумци. Навистина имаме плејада на млади, повозрасни, стари глумци, така што во право си ја заслужуваат да ја имаат. Падна ли товарот од плеки по ланското? Ма не. Не? Не. Уште Оваа година се поголема обврската? Она што го направивме лани беше само враќање. Вистинскиот лик на Глумците пеат ќе го видиме годинава. Тоа значи дека ќе имаме тема, ќе имаме приказна. Ајде малку за приказната и за темата како ќе биде организирана. Малку. Ми спомнав се вчера, не знам, ќе видиме дали ќе кажеме, но МТВ е местото каде што Глумците пеат се прославиле. Значи го снимале, го правеле и мислам дека МТВ заслужува и вие да откриеме еден дел кој што не сме го откриле. Јас ќе ви го откријам само слоганот
А ке знаете од прилика, вели Македонија годинава не оди на Евровизија, ама Евровизија доаѓа во Македонија. Мислам дека веќе ја имам приказната во глава, дека веќе нешто ми е јасно. Ето така. Како беше, Маја, да се живее со актери, прво со актер татко, со еден тон актери, колеги кои што беа дел од вашето семејство, вашето обкружување, вашето растење. Секој глумците пеат година во година се подготвувале кај вас дома. И предпоставувам дека до некаде и знаевте како да го организирате се во ова на враќањето? Ајде, од првото прашање. Како е да се живее со глумец? Веројатно како и во секоја друга професија, како е да се живее со родител новинар, да речеме, или лекар. Секоја професија си носи свое бреме, понеобично е се разбира, но за нас, за мене и за сестра ми, Марин бил секојаш само татко. Не бил познатата личност или не знам што, иако сме го гледале и тој дел од приказната. Во однос на тоа како е да се живее во таков амбиент околу глумци, јас само едно можам да кажам на овие години сега, дека сум бескрајно благодарна што сум имала прилика да растам поред такви личности какви што биле колегите на татко ми и она што сум јас денес и сестра ми предпоставувам, меѓу другото и воспитанието и некакви погледи на животот, се токму ради растењето со една таква креативен ураган кој што бил околу мене. Да, дома најчесто се подготвува, немаше мобилни, немаше зумови, немаше скајпови, за да може така да се работи. Дома беа пробите. Беше забавно, иако морам да кажам дека ние никогаш не го свативме до крај значението на глумците пеат и колку голем и значаен проект прави Марин. Се додека не влеговме вака во ова. Но, добре, јас и сестра ми сме во тој бизнис, да речеме, во маркетинг, во организација на настани, па некако полесно ни беше, ги имавме сите ресурси, но верувајте, ден денеска нема позначаен состанок околу глумците пеат, вака да речем, кај си сега да кажеш нешто. Да, идејата. Кажи како ова да се реши. Да. Можевте ли како помали тогаш да дадете некоја идеја, сугестија на вашиот татко, да ја прифати, да сугерирате кога се правеа сценаријата? Последните години веќе почнавме попрофесионално да му помагаме. Не можевме. Не можевме. Краток и јасен одговор. Не дека тој беше нешто тежок за соработка, ама сега гледам дека точно имал визија. Да речеме, кога се правеше јас се извинувам, ромската вечер, но тој цело време инсистираше на тоа циганската вечер, затоа што многу ги сакаше ромите и секојаш викаше јас сум во крв ром. И ја му викав, што ќе направиш, џумбус ќе направиш, ќе викаш блех оркестар и така натаму. Малци се каравме до душа, јас бев против сето тоа, за на крај да излезе дека он беше сосема во право. Сакам да кажам, тогаш ми изгледаше дека е тежок и дека не прифаќа, ама сега сваќам колку имал визија. А години подоцна, вие и вашата сестра во комуникацијата и организацијата тече секако под мачка? Кој влече повеќе на тато сакаше да праша? Кој влече? Не знам, поделени ни се работите, во различни сфери сме, ама се донесува со консензус. А морам да кажам дека тука и син ми е малку го консултирам, затоа што целата приказна е всушност дека кога веќе ние дигнавме раце од глумците пеат, додека Марин беше жив, тој велеше, од вас фајде нема, ама ова малово, детево, за син ми кој не е мал, нели? Викаше, онон, во него имам надеж дека ќе ја врати. Така што и он има една своја нишка во цело тоа. Убаво е, генерацијски сме, неколку генерации, така што можеме и да се надополнуваме и така натаму. Луѓе, убаво ни беше и без социјални мрежи. Ние сме чекале овој период, сега имаше еден куп манифестации, што одеа на македонска телевизија, се сеќавам 12 величествени. О, каква ног, па тоа одеше на секои 3 месеци се доделуваа награди за успешни музичари. Едноставно беше преди сме биле дома да ги гледаме во живо. Тие куглите во универзална сала кога ќе ги видиш на МТВ, знаеш дека почнува нешто во живо. Тоа бе убави времиња. Верувам дека сега, на помладите генерации, ако се променети нештата, на овој начин ќе можеме да им пренесеме како порано се живееш убаво и квалитетно.
Не и сега дека не се живее, Да. нови генерации со свое ново време. Своје Меѓутоа да не убаво. не жалат, да не се жалуваат, немало Facebook, Instagram, немало ништо. Знаеш како, Ване, суштината на глумците пеат е да понуди една квалитетна програма. Значи, ние имаме, оваа година имаме 40 глумци на сцена и 20 музичари. Тоа се врвни имиња. Нашата сцена ќе тежи. Ќе тежи од креативност, ќе тежи од талент, ќе тежи од имиња. Сакаме да покажеме дека и во културата, и во уметноста постои забава, дека можеме да се смееме, дека можеме да пееме, дека Да бидеме бидеме позитивни. позитивни, да се расположиме, да станеме од столчињата, да играме. Така. Тоа е суштината на глумците за публиката. За глумците, она што јас можам да ви го пренесам од тоа што они го кажуваат е дека излегуваат од својата комфорт зона. Дека добиваат нешто што можат сами да го направат како точка, каде што не можат да ги видат во театар, во тоа светло. Така што тоа е еден убав пакет кој што за среќа го имаме. Така. Одем јас на другата страна од студиото. Да дојдам јас? Може. Може секако, да. Сушаме никако за да го заокружиме Ајде, разговор. ајде. Да. Кики постави си прашање, ние заедно ќе го најавиме линкот тука. Имаме ново линковско вклучување, Маја, да го почувствувате и вие. Супер ви е студиото. Повели Маја тука. Супер е студиото. Гледаме во големиот екран. Кики, имаше прашање или Немам, одиме со дали друг? знаете Не, дека Кики, Ќе завршиме, завршете со линкот. Пред 27 години почнав во Македонската И како радиотелевизија. новото Ме ставате студио? во функција, Како? одлично е, кажав тоа. Па ајде да го најавим, ова е колегата Благојчо Костадинов, моментално е во Маџирмало, ќе ги најави 40-тите маџирмалски средби, како Маја во улога на водител би му пристапила сега? Благојче, добро утро. Како е времето надвор? Сончево е? Која од старите игри ги знаете? Фанта... Охо, све, народна школка, Регуларно. да, Добро. све. На За крај жмурка, како викавте вие во Скопје? Мижи татара, како се вика? За Жмурка, жмурка исто е? Мижи татара е Прилепски Прилепски таму, е, да. 29 и 30. 30 март, Национална опера и балет, билети се останат уште малку. Се надевам ќе уживаат сите. Ние имаме еден потенцијален глумец во редакција. Да го пратиме бонус да пее? И глуми и игра. Ајде, И да го... глуми игра. Ајде, кој е тој? Ете го во другиот ќош. Еве го таму. Бранко, Маја треба да стигне. Крупно има ли крупно? Да ми го даде изразот на Бранко,